Дождот синоќа направи штета од најмалку 50.000 евра во Карбинско. Силната вода за само неколку минути целосно го уништи патот до куќица. Силниот дожд вчера го уништи единствениот приод до подплачковичкото село Кучица и речиси целосно одсечи околу 200 овдешни жители од регионалниот пат кој води до Карбинци и до Штип. Патот е направен 96 година. Прв пат се дешава оваа работа. Патот однесен некаде 200 метра. Од синик од 9 сат. Не само за стоката, туку за село. Тука ако да не Господ да се разболе некој човек, мораме потхитно да се направи овај пат, да се може да се отвори. Инаку нема друг излез, нема друг. Освен патот, овдешните жители бројат и многу други лични штети. Невремето синоќа немаше милост ни кон нивите, ни кон куќите. Околу 9 сато излеам, поплова тука ми беше трактор, улава тука ја познава се во дворо. Тука само што спадна да влечем, тука ми беше моторот, точок имаше, тргна, нешто однесено има и подпираа тука тракторот. За малку ќе однесеше тука бавше фолија, молија ништо не можеше да остане. Оли многу штета, ама од Господ што да правиме. Не од нас, не од народот. Штета имаме многу. Што тоа, кој ќе помогне? Тутуно ли имате штета? Тутуно имаше штета. Леи имаме, още нели требаше да сеаме. Леите протрупаа, ја познаа се кал, земја. Ама не можете сабалеј со трактор требаше да издајаме горе, јок. Не можеш. Не може. Ја? Тешко ќе биде додека да се направи. Тешко ќе биде. биде. Ама треба да направат, што треба? Штети направија се на тутуните тие работи, има штети сега. Од невремето штети има. Има. Има однесено тутуно. Екипи од општинските власти на чело со градоначалникот од рано изутрина се во Кучица. Во обид состојбата колку што се може да ја санираат. Тјано сме во комуникација синоќи изутрина со мештаните, сега сме на терен. Првичните информации кажуваат дека некаде приближно околу 200 метра од локалниот пат кој што е единствен пат до село Кучица е оштетен, да не кажам е уништен. После ова кризниот штаб ќе заседава во општина Карбинци и ќе заземеме соодветни мерки. Значи дека ќе мора целиот овој асфалтен слој да се извади, да се изврши ново тампонирање, да се направат одводни канали, пропусти и сето тоа би било, значи првични информации, некаде околу 50.000 евра би изнесувала штетата. Невремето најсилно удри во Карбинско, но поплави и проблеми имаше и во Кочани. Големата количина на вода направи реки од улиците, но заврши водоќаните во трговскиот центар, целосно поплавувајќи ги. Синоќи по кој знае кој пат повторно сме поплавени, направени многу голема штета. Значи сета вода од улицата што дојде кај нас обиканите. Од трговски водата што ја спроведува кај нас обиканите. Значи звониме на водовод, они викат не е до нас, звониме у собранието, исто така и патуват од водовод. Не знаеме дека више да се жалеме, ова е веќе поима нема, значи плаќаме кири, плаќаме давачки, даноци, казни, се живо плаќаме и на крајот па не може да работиме. Жртви на невремето, но и на несовесен комшија кој самоволно се изградил канал, се и 4 семејства во така наречената населба Усова чешма. Таму, од вчера под вода се подрумските простории на 4 куќи. Дојде многу јака вода, синоќи поплави, онаде, тука има 4 куќи умалото поплавени, тоа што имаш подрума доле, гори на спрато се качи вода, онаде заражата тука билјардо, брашно, шекери, зејтини, се што се немале, се е тоа за врвање тука. Гадно е, од канализацијата изби, онаде е страшно. Очите на сите оштетени и поплавени во Кочанско сега се ствртени кон општината, од каде очекуваат помош, но и конечно решение за нивната мака. Целосно ја ангажиравме нашата територијална противпожарна единица со сите ресурси, со сите пумпи, се испумпуваше водата од како од подрумите на индивидуалните живеалишта, така и од социјалните субјекти. Имаше случаи каде што заради огромната количина на водата и местоположбата
каде што немаше каде да се испумпува водата и навистина таму штетите и последиците се многу поголеми. Исто така, јавното комунално претпријатие заедно со лицата вработени таму излегува на терен, се отвара капаците од шахтите, се со цел да се возможи да се прими што поголема количина на вода. Но за оштетените жители ова не е доволно, зашто состојбата се повторува после секој дожд. Вината за тоа тие ја лоцираат директно во градоначалникот Илиев и општината. Веќе години наназад се обративме до сите надлежни институции, до водовод и канализација и до надлежните во општината дека кај нас на улица Македонска број 28 во населбата Усова чешма при секој дожд се насобира вода, бидејќи истата нема каде да оди. Соседите сакајки да се заштитат од поплавување, направиат зидови кои го спречија природниот тек на атмосферската вода. Пријавувавме секаде, а решение нема. Мора да се најде решение за атмосферските води. Не можеме при секој дожд да го преживуваме истото. Апелираме до сите надлежни да дојдат на терен и да превземат мерки. Реагираат поплавени жители. До сега ова е 7 години сум тука, може да е 5 и 6 пат кога сме поплавени, никој ништо не презема мерки. Значи, се на наша штета. Ако дојдат да плакаме за местото, секој ден се караме, значи толку место сме западале, волку место сме западале, а на крајот ние нема што да работиме, значи. Не знам више што да кажа, значи. Секоја година ја плакам, купувам нов инвентар од синдичарот. Ни свалят звонив на водовод да дојдат да барем да изчистат калта, што још нема никој. Невреме синоќ имаше и во Пијанечкиот крај, каде имаше штети на овошните насади, особено кај Модрата слива.